Здраво за сите оние кои што не гледаат и ова е моментот кога супер звездите ќе ви пратат многу бакнежи, безброј бакнежи за нашите најверни гледачи, тоа се гледачите на телевизија Канал 5. Денеска супер звезда ве води во една нова и луда авантура. Дали сте супер звездички подготвени денеска да бидете на местото на вашите мајки и татковци? Значи, денеска решивме ние со суперзвездите да бидеме поголеми од што сме и ќе одиме на едно место каде што најчесто таму одат нашите мајки и татковци. Денеска суперзвезда ќе ве води, драги гледачи, и вас заедно со нас во една нова и луда и многу интересна авантура. Ќе запознаеме многу интересни батковци, тетки и чичковци, а меѓу другото ќе се проведеме многу убаво на едно интересно место каде што верувам повеќето од вас не биле, затоа што станува збор за нешто многу ново, многу убаво и многу ексклузивно во градот Скопје. Ова позади мене, овдека, е трговскиот центар ТЦЦ Плаза. Некој од вас бил овдека? Не! Јас кога бев малечок, овој центар го викавме Беко, денеска тоа е ТЦЦ Плаза, во склопот на овој прекрасен објект работи еден хотел. Некој од вас биле, некој од вас не биле, најчесно оние од странство доаѓаат овде, пошто немаме ние зашто да одиме во хотел, така. Ние значи одиме во хотел понекогаш кој има некоја свадба, која треба да се одигра некој оро и слично. Овдека нема такви работи, но затоа има нешто многу поинтересно. Во склопот на овој хотел на ТЦЦ Плаза од неодамна е отворен и еден спа and фитнес центар. Дали некој од вас знае што е тоа фитнес? Што е значи тоа фитнес? Ајде, Ана, ти? Фитнес е тоа каде што нашите мајки и татковци одат да вежбаат. Ете, значи фитнес центар е каде што нашите мајки и татковци вежбаат со помош на справи, аеробик е место каде што може да вежбаат без справи. Дали знаете што е сауна? Теодора повели злато што е сауна да ми кажеш, гледачите да дознаат. Сауна е тоа место каде што нашите мајки и татковци одат до 15-20 минути да ослабат за да бидат поубави. Е така, сауна е едно многу жешко место, тоа не се издржува таму толку е жешко, они издржуваат за да ослабат, за телото да се испод и сите оние отровни материи да ги испрли надвор, а само здравите материи, витамините и минералите да останат натре. Меѓу другото има и еден прекрасен базен. Дали сте биле на базен до сега? Да! Сакате ли денеска да одиме таму на базен, да се облечеме баш онака како нашите мајки и татковци што прават и што треба да прават? Значи, има ли мајки и татковци од овие вашите кои што одат на базен, кои што посетуваат фитнес, кои што одат на аеробик? Ајде да видам кои мајки и татковци се тие кои што одат, да кренеме рака. Мајка ми оди, да видиме, значи има некои што одат, кои не одат, да видам кои не одат. Еве имаме и некои значи што не одат, тие што не одат, што треба да прават? Да одат. Значи да не чекаат веднаш кога треба да запалат кола и да отидат, а да отидат каде? Ќе ви покажеме денеска. Ви ветуваме многу убава, многу интересна емисија во која што веруваме дека вистински ќе уживате вие, а како ќе уживаме ние ќе видите во наредните неколку минути. Драги гледачи и прекрасни супер звездички, на мојот знак одиме значи во ТЦЦ Плаза Спа and Фитнес Центар. 3-4 одиме тамо. Драги гледачи, верували или не, ние сме веќе внатре. Еве Теодора ќе каже како се чувствува, како е златото. Супер. Еве Теодора веќе ужива, да видиме злато, ти што ќе кажеш, како ти е? Добро. Мони ти? Супер. А Ангела, имаш ли ти некој коментар? Супер. Остануваме или си одиме? Остануваме. Остануваме во Спа and Фитнес Центар ТЦЦ Плаза. Вистински овдека е топло и приемчиво како дома. Денеска наш домаќин е Тони Михайловски, верували или не? Тони, здраво. Здраво, здраво. Дали суперзвездите го знаат Батко Тони? Ајде да видам, кој го знае Батко Тони? Од каде го знаеме Батко Тони? Брзо викајте. Од каде? Од телевизија. Го знаеме од радио, го знаеме од театар. Го гледал ли некој Батко Тони на некој филм? Батко Тони, значи, го има секаде, го имаш и на Злата Буамара, така? Батко Тони денеска е домаќин овдека во Спа and Фитнес Центар. Како си, Тони? Па прекрасно, со вакви добри другари мора да се чувствуваш прекрасно. Многу ми е драго што си еве прв пат гостин во Супер Звезда. Дечињата многу те сакаат, многу пати ние сме разговарале, освен значи тоа што јас работам со дечиња како Супер Звезда, работиш и ти со дечиња, така да имаме некои што посетуваат настава и во Супер Звезда и кај тебе, па тоа беше тоа што подолго време нас спојуваше. Одамна ли гаиш љубов за работа со деца? За работа со деца, бидејќи јас бев едно дете кој одеше во драмска секција, значи од мои 9 години тренав во драмска секција, знам како влијае тоа на децата, како ги усмерува и нормално
желба ми беше да отворам едно своја школа и да работам со деца. Нема поблагодарно нешто, а и така те одржуваат млад, да тоа е неверојатно нешто. За сите кои не знаат, Баткотони е едно дете кое се уште нема пораснато. И уште не сум пораснат, тоа е само љуштура на голем човек во кој што мирува едно немирно, палаво детенце. Браво. Ето, имаме едно прашање, Ангела, сакаш да постави прашање повели, кој беше твоето прашање, Ангела? Јас сум Ангела Ликовска и сакам да го прашам Баткотони што е неговата работа овде. Еве, знаеме дека Баткотони го има на телевизија, го има на радио, го има секаде. Што е работа на Баткотони тука? Па, сето тоа ми е хоби другото, Ангела, на телевизија, а овде работам како менаџер и мислам дека едно од твоите супер звездички знае што е тоа менаџер. Знаете што е тоа менаџер? Ајде, кој знаеше што е менаџер? Брзо, каде ми кажа, што беше менаџер? Менаџерот директор. А менаџер и директор ли е Баткотони? И личам на директор? Личам на директор. Дека осве тоа што нема кравата и оддело, што е многу симпатично и елегантно, дотеран Баткотони личи на многу елегантен, убав, изгоден директор. Елегантен директор кој се занимава од хоби со глума. Да, тешко. Мојата работа овдека е да ги менаџирам работите, да ги организирам луѓето, да го промовирам спа центарот, да гледаме што недостасува, што треба да се донесе, кои барања ги имаат гостите и да им удоволиме на нивните барања и потреби, нели? Супер, зведите имаат многу прашања. Кој сака да постави прашање, да видиме од каде да почнеме? Повели, Злато, кој е твоето прашање? Здраво, јас сум Иван и сакам да го прашам Баткотони од кога постои овој центар. Значи, овој центар од понеделникот работи официјално, инаку се работеше долго време на неговата изградба. Значи, некои 2 месеци се работеше, а работи од понеделникот, значи денеска му е 4ти ден и вие сте првите famous, тоест познати гости што доаѓаат во овој наш спа центар. И што ќе се капат понатака? И што ќе се капете во базенот, да, премиерно. Добро, да видиме следното прашање кој ќе го постави. Повели, Злато, ти. Здраво, јас сум Емилија Стојановски, сакам да го прашам Баткотони што се има во овој хотел. Така кажа, знаеме дека има и хотел. Впрочем, може ли да поминеме само овдека да ќе кажеме дека има хотел овдека, а меѓу другото, значи има и ваков спа центар. Значи прво да кажеме за хотелот. Кој е хотелот, што е хотелот? Спа центарот е во составот на хотелот ТЦЦ Плаза, тоа е старо Беко, значи нели зградата позната во Скопје како Беко, сега се вика ТЦЦ Плаза хотел и во склопот на тој хотел постои овој спа центар. Во спа центарот значи имаме фитнес сала, имаме сала за аеробик, масажа, имаме базен со сауни, имаме една инфраред сауна и една финска сауна. И тоа е. И шведска маса. И шведска маса, само швеѓаните, кога доаѓаат швеѓаните, ние си стануваме. Сега што е овдека да го видам, веќе има некаков промотивен материјал, претпоставам. Еве овдека што го гледам, може да го видат и гледачите. Од самото отворање, значи ова е промотивниот флаер, кој што допора треба да се доработи, овдека на неговата позадина треба да бидат сите услуги кои ги нуди овој спа центар. Значи сега за сега е празно, но сепак услугите ги имаме веќе. Ги имаме веќе, но ние треба да ги презентираме тука и да ги напишеме дефинитивните. Во ред. Ете, така денеска супер видите, значи ќе бидат гости во еден ваков центар. Како се чувствуваш со толку многу дечиња овде? Прекрасно, прекрасно. Исто како кај мене во школа. Јас знам дека ти е тебе најубаво на светот, тоест ние знаеме дека ни е најубаво на светот. Супер. Еве сега супер видите можат да испратат многу гушки, бакнеши до сите оние кои што не гледаат, а ние ќе бидеме подготвени од овдека каде одиме подготвени. Па ја мислам дека сега би требале да отидеме во аеробик салата. Сакате да отидеме во аеробик салата? Супер, таму ќе ве пречека Катерина, нашата аеробик инструкторка, и она ќе ви објасни што е функцијата на аеробикот и што се добива доколку одите да вежбате на аеробик, така? Океј. Тргнуваме. 1, 2, 3 и 2, 2, 3 и 3, 2, 3. Стефан, може? Да. Почнуваме со снимање. Драги гледачи, ви мафтаме директно од салата за аеробик. Еве ги супер видите тука насмејани дојден. Насмејани сте сите? Да! Вештачки или вистински се смеете? Вистински се смееме затоа што тука ни е многу убаво, драги гледачи. Јас пред малку ги прашав супер видите и повторно ќе ги прашам. Кој сака тука да остане до недела попладне? А кој сака да седи цела недела овде па тогаш да дојдат родителите по нас? Вистински ни е многу убаво и вистински топло се чувствуваме овдека во центарот за аеробик во ТЦЦ Плаза, значи во спа and фитнес центар. Денеска овде домаќин во овој дел ќе биде Катерина Шектанска. Некои од вас ја знаат, некои не ја знаат. Еве ја Кате доаѓа, ќе се запознаеме со неа. Здраво за Кате, добре ни дојде во Супер звезда. Добро ве најдов. Како се чувствуваш, Кате, со волку многу дечи? Одлично, како би се чувствувала прво со Супер звезда и со звездите од оваа емисија. И ти имаш, значи, твое детенце 10 месечно? Да, 11 месеци веќе, да. И
и многу ги сака суперзвезда и сите песнички ги пееме и ги знаеме. Супер, значи ќе го поздравиме. Филип, мама многу те сака. Ете, му мафнеме на Филип, брзо му мафнеме на Филип. Имаме многу прашања, имаме безброј прашања за додекате. Овдека првото прашање ќе го постави Стефан да пукне. Стефан, првото прашање е кој? Здраво, јас сум Стефан, што се прави на аеробик? Прекрасно прашање, Стефан, браво. Значи, Ката, што се прави на аеробик? Се вежба. Тешко ли е тоа да се вежба? Како се вежба? Со тегови нешто се крева, како е? Значи, не знам фитнесот дали го посетивте или ќе го посетите подоцна, значи фитнес центарот се насправи, значи ова е многу поактивно вежбање, се работи на музика и обично кај нас го преферираат жените, но мислам дека треба да почнат и мажите. Деца може ли да вежбаат аеробик? Страшно ли е за нив да вежбаат аеробик? Па не е страшно, но сепак се вежби така малку по кардио, што мислам дека се уште мали они. Значи, они треба да пораснат за да можат да вежбаат аеробик, ама не е страшно ние да пробаме да видиме, затоа што ние во Супер Звезда играме на песни. Кој е тука танчера да видам? Страшно е да се игра? Не! Значи, ние сме до некаде веќе увежбаме и па ќе пробаме, ќе може после да пробаме сите заедно. Може сите заедно да пробаме, само да кажам дека аеробикот обично се вежба за да бидете здрави, за да бидете со убаво тело, во убава форма, мислам дека се они сите згодни, така да за нив тоа не е потребно. Добро, сега да видиме следното прашање кој ќе го постави, да име 3-4, кој ќе праша брзо. Еве Теодора има прашање, повели Злата. Здраво, јас сум Теодора Ангелевска и сакам да прашам додекате колку видови на аеробик има. Ајде да видиме колку видови. Одлично прашање, значи аеробикот има регулар аеробик, има кикбокс, има степ, има стрип, најновиот стриптис аеробик и пилатес. Што се разликуваат сите еден од друг? Сега вака, пилатесот е една форма поблага, значи најспора форма, што содржи йога, што содржи модерен балет, што содржи класичен балет, значи повеќе е на стречинг, значи на затегнување, доколку регуларот е еден, значи тоа е тоа аеробно вежбање, се разликува од кикот, значи кикот исто како кикбоксот. И степот е на едни справички се скока на нив, значи сите тие се разликуваат по начинот, значи по тешкотијата на вежбањето. Значи тоа е разликата само. Така, благодарам. Исцрпен одговор. Ајде да видиме следното прашање кој ќе го постави. Кој сака да праша? Мони ти? Повели Злато, кој е твоето прашање, Мони? Здраво, јас сум Моника Мирковиќ, сакам да прашам додекате колку време е потребно за еден час? Ние на училиште имаме часови по 45 минути, некогаш кога не малтретираат и кога не мачат многу овие наставнички и наставници, имаме по 90 минути блок час. Колку одека трае еден аеробик час? Јас ги мачам 60 минути. 60 минути еден час. Еден час е еден час. Дали аеробикот го имаме само тука или тоа е низ цел свет, значи познат? Низ цел свет, таман работа да е само тука. Значи тоа е нешто од цел свет што е познато, па донесено овдека исто кај. Па добро, ние се знае дека не сме иноватори за многу работи, така да мислам дека е почнато прво низ цел свет, па после е донесено. Тешко ли е да се вежба аеробик? Тоа во купачи се прави или како? Не, тоа е во специјална спортска опрема, поточно можам да кажем во Nike опрема, најприлагодлива. Значи се вежба во тренерки, во бициклистички, во нели сето она што спаѓа во спортска опрема, во патики, само пилатесот значи е бос или по чорапчиња, зависи како е кој дел е опфатен. Се вежба точно саат време, значи имаме пополека загревање, имаме еден дел аеробен и на крај има кардио и се завршува со стречинг и стомачник. Добре, јас мислам дека многу работи ги кажавме, дали сте спремни малку да пробаме? Одиме музика 1, 2, 3, 4, сакате да видите што е тоа значи аеробик? Додекате може да пробаме? Готово може. 3, 4, одиме на аеробик трекајќи. Се враќаме повторно во програма, сите насмејани, весели и максимално расположени, бидејќи овдека пред нас се наоѓа еден прекрасен кревет на кој што Моника легна. Моника, што правиш ти легната на овој кревет? Чекам масажа. Моника чека масажа, а за тоа е задолжена Дада Александра, кој што ни е домаќин и гостин во овој дел. Добре дојде во Супер Звезда. Добро ве најдов. Како се чувствуваш, Александра, со овој дечиња во Супер Звезда? Многу убаво, секој случај супер.
Еве денеска дојдовме кај тебе овдека да поставиме многу прашања, има некои работи кои што ни интересираат на тема масажа, кој прв ќе постави прашање да видам? Повели Анастасија. Здраво, јас сум Анастасија и сакам да ја прашам Дада Александра што е тоа масаж. Убаво прашање, некои дечиња знаат, некои не знаат. Дада Александра, што е тоа масажа во суштина? Масажата е третман каде што доаѓаат татковците и мајките после напорниот ден да дојдат тука да се релаксираат, да се опуштат. Значи масажата што им прави тоа е значи масирање на одредени делови на телото. Да, имаме парцијална масажа каде што одредени делови од телото се масираат, и имаме целосна масажа каде што целото тело го масираме и релаксираме. Убава работа ли е масажа? Да, сигурно. Јас сум еден од тие што многу сака да се масира, драги гледачи, и да знаете дека со Дада Александра од сега редовно веќе ќе се дружиме. Ете така, масажата јас можам да кажам дека е нешто прекрасно и на вистина многу пати во зима знае да ме фати кичма, некојаш знае да ме фати промаја па да ме боли вратот, некојаш па сум уморен од некоја работа. Масажата прави за 5 минути јас да се почувствувам како нов. Доаѓаат многу луѓе овде на масаж. Да, секако дека доаѓаат. Затоа што на секого тоа е потребно, стресно време живееме и така да... Едноставно масажата стана значи секојдневие на овој модерен живот. Да, тоа. Следното прашање кој ќе го постави да прашам да идам е Мелани тука. Здраво Мелани, повели кон камерата само твоето прашање. Здраво, јас сум Мелани, сакам да ја прашам Дада Александра какви видови масажи има. Убаво прашање. Значи какви видови на масажи има? Јас сум слушал за тајландски, за секакви видови на масажа. Какви видови на масажи имате? Постојат повеќе типови на масажа, почнувајќи да споменеме релаксирачката масажа, спортската масажа, масажата со чоколадо, односно чоколадниот третман. Зарем и таква масажа има неверојатно нешто. А кој сака со чоколада? А кој сака без чоколада? Сите сме за со чоколада, драги гледачи, значи добро. Да, ја спомнавме, значи чоколадната, вулканската масажа, кинеската туина масажа. Кинеска има? Да. Таа е со стапчиња во некој Без кинес. тапчиња. Без стапчиња се масира на некој кинески начин. На поспецифичен начин за разлика од другите типови на масажа, таката и вулканската исто така на специфичен начин, што можеме значи да објасниме и да ги покажеме сите тие работи. Ете, јас токму и тоа сакам да прашам што со овие работи малку на страна отидеме за да можат камерите да видат овде кај имаме како некоја рерна, како некоја фурна, драги гледачи, кои гледаат, кои не гледаат. Што е тоа да кажеме, Александра? Вака, ова е печката каде што тука се стават камењата. Овие ли се тие камења кои што се ставаат во печката да ги покажеме, значи? Тие се камењата каде што тука ги ставаме во оваа печка. Ставаме 150 грама брашно, едно јајце и Сето тоа го нема. Во оваа печка значи ги ставаме камењата, каде што потоа одозгора ставаме вода и на одредена температура значи го палиме. И седе од прилика 20 на минути до половина час, каде што таа вода треба значи да се стопли, доволна топлина да се создаде. да ги загрееме камењата. Камењата секако и потоа почнуваме значи со масажа првенствено. Поред, ова е, ја како што гледам, некое специјално улје за масирање, претпоставувам? Тоа е специјално улје кое што го употребуваме конкретно за овој тип на масажа и се работи по чакрите на телото. Многу интересна масажа и специфична, како што ја споменав. Трае од прилика 1 час и 30 минути. Значи, час и 30 минути масажа, цел ден. Многу е убаво, така да повелете. Кој е тој што сака да проба, значи, масажа сега да видиме овдека? Значи, сите сакаме да пробаме масажа. Дада Александра, дали може малку поблиску да ни каже сега каква е таа масажа со чоколада? Тоа е чоколаден третман. Значи, не го правиме ние во овој салон овде, значи, само чоколадото е да го измасираме телото. И мене батко Тони Михайловски ми каже кога ќе се измасираме со чоколадо, после он ќе ни го пуштал неговото куче да не излиже. Така е вистински? Не е така. Убава. Прво многу убаво мириса, би сакала да го покажам. Ајде да видиме, значи, за чоколадото, за каква чоколадо станува збор. Чоколадото. Еве го чоколадо. Ова може и да се јаде. Не сум го пробала. Ова е специјално, значи, направено чоколадо. Чоколадо, можете да го мириснете сите. Мириса ли на чоколадо? Да, мириса. На каква чоколадо ви мириса? На Милка. млечно чоколадо, на милка за удара, значи на така да има убаво чоколадо, во секој случај убаво чоколадо, ја го мириснам да гледачи. Значи ова не се опишува од оваа гледна точка за каква чоколадо станува збор. Добро е да го тргнеме сега за да може да продолжиме, мислам, ова чоколадото не воодушеви, автоматски се дезориентиравме и дезорганизиравме, но се враќаме во организација повторно. И што се случува со чоколадото? Прво подготвуваме. Значи правиме една подготовка на самиот кревет.
Значи ставаме една фолија, потоа значи клиентот легнува, каде што ние го правиме тој третман, може да изгледа на два типа. Значи имаме два начина. Првен со ексфолијант на телото, каде што правиме еден пилов на телото и потоа го ставаме значи ова чоколадо, го мачкаме убаво, правиме една блага масажа, па телото го виткаме и го ставаме во термокебе каде што од прилика 20 минути до половина час седи телото така, се релаксира, тоа е прав одмор. Да, тоа е радост на келиите на телото, затоа што во самото чоколадо има витамин А и Д и е многу добро. Значи и целото тело се радува во една ваква масажа. Да, токму тоа затоа и го споменав тоа, тоа е радост на телото. Меѓу другото, јас најдов овде нешто интересно во многу бои, така многу скапоцено ми делува. Да, Александра, за што станува збор? Тоа се полудрагоцени камења кои што на крајот од вулканската масажа се нанесуваат по чакрите на телото и го ставаме клиентот така да полежи едно 5 минути, се враќаме и ги вадиме така. Што чакри се тие? Какви чакри се? Имам ли јас чакри на моето тело, а да не знам за тоа? Имаш, секој значи ги има тие чакри, кои што вкупниот број ми е 7 чакри. Каде се наоѓаат чакрите? Чакрите на телото се распределени значи по вертикалната линија на нашето тело. Значи, кој кажам од сега, И дел на Стефан не ми ги пипка и чакрите, да не ми ги пипка чакрите, договорено? Да покне. Одиме сега понатаму, значи завршивме со овој дел на масажата, ви се допадна ли ово? Да! Сакате малку да се помасираме? Да! Ќе направиме значи едно благо масирање. Ти благодариме многу, да Александра што беше денеска со нас, а овдека одиме после на фитнесот, така е? Одиме да го видиме фитнесот, па базенот на крај, договорено? Ајде, одиме сега да се помасираме малку, одиме сега со масажа малку, а веднаш потоа продолжуваме на фитнесот. 3-4 масажа. Кај батковците што најмногу вежбаат и кај оние што имаат најголеми мускули, токму таму го најдовме повторно и Батко Тони. Тоа е во салата за фитнес, да. Дали Батко Тони оди на фитнес редовно? Види, Батко Тони порано изгледаше вак. Како мене сега, значи? Сега изгледаме вак. Значи тоа е фитнес што ќе направи ние да изгледаме по-убаво. Ние убави, да се вртат. Со мускули, со све. Да ни завидуваат на плажа, да викаат "Него како изгледа човече". Значи тоа е центарот за фитнес. Еве денеска сме гости овдека. Фала, морам да кажам дека фалат уште неколку справи заради царинските моменти, нали треба да стигнат, се чека нивно евидентирање и треба да се потполни овој материјал со оние моменти за тегнење, нели знаеш се деша. Ова се сега за сега само степерите и патеките за трчање. Иако значи многу справи фалат и онака имаме веќе многу справи овде супер звездите, најдоа и време да се релаксираат на нив. И одма да. Овде најчесто доаѓаат и гости од хотелот, веќе имаме двајца гости тука. Имаме тука двајца гости од хотелот, овдека е значи овој дел е за гостите од хотелот и за членовите кои ќе се зачленат нели во овој спа центар. Ова е дел од тоа што им е понудено како програма за нивното членство. Добро, одиме да видиме што прават супер звездите на сите овие фитнес машини исправи. А после тоа ќе одиме да го видиме спа центарот, така беше? Да, одиме сега во базенчето, во најатрактивниот дел за нив, така. Ај прво да ги видиме значи фитнес правите, а потоа одиме да пливаме малку. Еве Ангела, вежбаш ти злато, вежбаш? Се навежбаш, покажи колкави мускули имаш ти, Ангела, брзо гледачите да видат колку големи мускули. Од портокал веќе. Ве имаме еден мал портокал, одиме сега понатака, драги гледачи. Да видиме што се случува Стефан. Еве го Стефан, драги гледачи, што правиш ти тука? Вежбам. Еве Стефан има значи ова е степер, така? Ова е орбитрек, еден вид на орбитрек, така нели, оние моменти што е
вештачки степер. Значи вештачки степер наместо да се трча надворно. Да се трча надвор, се трча овдека. Во моменти кога е невозможно да одиме Тоа не напред. се потиш толку многу затоа што има добра клима и не те гледаат сите и не ти се смеат како си растресен. Така вистински денеска премногу топол ден во градот Скопје, надвор на улиците температура, ја мислам дека кај мене во кола е 75 степена, а овдека е некаде околу 18. Пази, кај мене на мотор е жешко, а кој знае како е кај тебе у кола. Тек тамо да се види. Ајде да видиме понатака што прават. Значи, еве имаме и некој друг степер овде, еве Моника е качена. Мони, што правиш ти злато тука? Ништо вежба. И ти се допаѓа ли или оваа справа за фитнес? Да, Се надеваш ли ти дека овде волку интересни работи ќе најдеш? да. Браво, одиме понатака да видиме, еве Стефан е качен заедно со Дамјан овде. Максимално искористување на справата. Еве ги овде. Е доле на степерот. Стефан и Филип се горе наблюдуваат докај стигнал Дамјан. Стефан и Филип, како е работева до тука? Добре! Сами сте или 0-0, сега 0-0, драги гледачи, овде резултатот, одиме понатаму. Да видиме Емче што прави овдека, да ја видиме Емче, до кај си ти? Што правиш овде? Ова е справа, значи на која што ти можеш да трчаш, ова е справа за трчање во место, драги гледачи, малку ќе ја пуштиме, значи да видиме како таа функционира. Столе, па ти одиш назачки. Па, мене вака ми е полесно и затоа одам назачки. Значи, батко Тони, овде сите чуда на техникава се донесени. Да, дефинитивно. Види ова, Столе најде нова вежба. Ова треба да го промовираме како специјален момент. Промотивен момент, Столе оди надачки, драги гледачи. Уживајте малце во реверс моментот на Столе. Тешко ли беше да се вежба? Не! Не беше да ви се допадна ова фитнесот? Да! Што ќе им кажеме на равоучение дома на нашите мајки и татковци, што треба да прават дејати? Па треба да вежба. Треба да одат на фитнес и ќе имаат стомак како мојот. Да. Не, ќе немаат стомак како мојот, драги гледачи. Добро, заврши делот на фитнес, значи после фитнес Батко Тони ни каже дека се оди каде? На базен? На басен. Сакате ли да одиме тамо? Да! Драги гледачи, правиме мала пауза и со вас се гледаме во СПА центарот ТЦЦ Плаза. Се одвиваат последните подготовки овде во машката соблекувална пред предстојното капење, значи во СПА центарот на ТЦЦ Плаза и овде до мене се наоѓа махараџа Столе, дали си подготвен? Да. Столе е спремен. Стефан, како си ти? Супер. Батко Тони ни помагаше денеска, дувавме мускули, значи. Се Ферус Мустафов. Ферус Мустафов, еве ги мускулите да ги покажеме. Ево го Стефан ги има мускулите, кои му се надувани, напумпани, браво, леле. Плюс набилдани во фитнес центарот. Стефан, тебе ти се свиѓа ли тука? Да. Дали од сега овде ќе дојдеш сам или ќе носиш и девојка ти? Да. И девојка му ќе ја носи, драги гледачи. Стефан, значи ова е вистинско место да додеме со ние кои што многу си ги сакаме. Па ја мислам дека заслужуваат да ги почестиме. Батко Тони со кого доаѓа овде? Па ја доаѓам овдека на работа. На работа. Најчесто тачно зима плата, па оди дома. Така. Добро. Ете да видиме што се случува во женската соблекувална и се гледаме на местото на настанот. На местото на настанот во базенот и ве молам другари да бидеме пристојни во базенот, така и да внимаваме девојките имаат предност секогаш, така? Договорено? Одиме да ги црнеме прво тие што имаат предност, дали се подготвени. Одиме тамо. Еве ги супер, да видите сите спремни, женската соблекувална еве овдека, ви мафтаме сите овдека, подготвени, спремни, расположени, тука и Мелани, ние зимава вепме заедно скијање, така? Да. И сега ќе одиме заедно на капање, така? Да. Има ли подобро место за капање од СПА центарот на ТЦЦ Плаза?
Дојдовме на вистинското место за капање, еве како што гледате во собликувалната, сите си добија своје орманчиња, тука си ги сместивте работите внатре? Све ви е внатре? Заклучивте некој да не ви украде? Нема кој да ни украде ништо тука, тука сите батковци, чичковци и тетки што работат се сите добри, убави и професионални. Меѓу другото, батко Тонио тука сака да ни каже нешто битно, а тоа е Па вака, кога ќе си искапете нели во базенот и кога ќе треба да си ги сушите косичките, овде имате фен, само го земате фенот, он почнува да дува, нели? И потоа го враќате доколку успеете да го вратите овде, ако не успеете, јас ќе ви помогнам. А сега да ве однесам, дојдете по мене, значи нека дојде и камерата, еве ја. Камерата веќе се наоѓа, дали извините, го земав малце лебот, ама ова се туш кабините, значи нормално е после капење да си дојдете овдека и да си се истуширате. Ова е за сушење раце, значи гледате на сензоре, само ќе ги понесете рацете, тука можете и косичките да ги сушите, да не правите гужва. Значи, после капење доаѓате на туширање овдека, договорено? Е, сега вака, ние ќе влеземе први во базенот, женските, значи вие женските ќе влезете први во базенот, а машките кога ќе влезат ќе ги натераме да изведат по еден скок, договорено? Одиме во базенот. 3-4 спремни. Како што може да видите, сега се наоѓам пред двете сауни. Ова е финската сауна, драги гледачи, а ова е инфраред сауната. Влегуваме, значи, во инфраред сауната да видиме што е тоа сауна. Ова е место кое што е обвиткано во дрвоците страни, каде што има место каде што може да седат, па дури да си легнат. Сите оние кои што се посетители на оваа сауна, тие некако седат вака овдека со своите пешкирчиња, по неколку луѓе си разговараат си муабетот, а во меѓувреме од овие греачи овдека, значи се емитираат инфраред зраци, тоа се топлински зраци, каде што воздухот значи не е заситен со водена пареја и каде што влажноста на воздухот е многу мала. Тоа е разликата меѓу оваа инфраред и финската сауна. Сега ќе одиме во
финската сауна да видиме што се случува тамо. За разлика од овде кај што воздухот е сув, по финската сауна воздухот е влажен. Има разни сауни, има и турски сауни, има секакви сауни, но ова се едни од најдобрите сауни на свет. Финската сауна е сауна која што е распространета на секаде, како што може а видите ве камерата да покаже. Тука се наоѓаат оние камења кои што се загреани, кои што се зажарени во долниот дел и овдека од време на време се долева вода, таа вода испарува и сета таа водена пареја прави воздухот да е топол, може да е 50, 60, 70, па дури 80 степени и сите оние кои што се уживатели на сауната доаѓаат овдека, а лежат, како што гледате тука може да се седне, може да се легне. Местото е прекрасно, може да се дојде сам, може да се дојде со девојка, со швалерка, со било кој, со другар или другарка и едноставно сауната прави, значи најбитната работа на сауната да ја кажеме, сите оние штетни материи кои што се во организмот да се изфрлат надвор со потта, а оние што се корисни како витамини и минерали да останат натре. Видовме, научивме што е сауна, а сега драги гледачи се враќањаме на капењето. Одиме повторно во базенот. Еве гледате каква журка се случува овдека во Spine Fitness центарот во ТЦЦ Плаза, а сега во моментов јас ќе ви презентирам што е тоа солариум, додека супер цведите пливаат. Јас одам на солариум, драги гледачи. Тоа е оваа машина овдека, оваа справа, на која што мајките и татковците може да се сунчаат, малку бучи стравата во моментов, но тоа не е битно, јас ќе ви покажам значи каде се легнува. Они се соблекуваат, потоа легнуваат овдека. Ете така доаѓаат токму во оваа позиција. Се претискаат неколку копчиња, доколку успеам да ги најдам. Еве ги копчињата каде се тука. И веднаш потоа машината се упалува, ние не смее да гледаме и се сончаме. Одиме да се посончаме малку. Се избањавме, заврши што заврши. Еве го Стефан до мене прв да ми каже како беше бањањето. Добро. Еве ги мускулите на Стефан, они завршија голема работа. Стефан, ти не знаеше да пливаш, така? Знаев. Знаеше да пливаш со мускули или без? Со мускули. Значи Стефан знаеше да плива, но само со мускули, затоа пливавме денеска со мускули. Ти беше ли убаво? Да. Браво, да пукне. Ете, супер, значи се гледаме повторно каде? Овде во овој базен. Да. Ќе дојме да пливаме пак? Да. Бакнеш за сите гледачи што те гледаат сега, одма овој момент. Ете, тамо кон камерите. Браво, многу бакнеш од Стефан. Јована е следна, Јована да пукне. Како помина ти Злат? Супер. Беше ли убаво бањањето ден? Да. Значи, што правевте, кажи ми? Пливавме. Ти знаеше да пливаш од претходно? Малце. Малци овдека научи нешто? Да. Тони ви покажуваш? Да. Тони ви даваше часови, Тони освен што знае да дава часови за глума, знае и за пливање, нели? Да. Бакнеш за сите кои што те гледаат. Јованче, поздрав, ете така. Ева сега оваа принцеза што се вика? Марија. Кај си бе Марија, бакнеш за сите што не гледаат. Марија, така и кажем како си помина ти денес? Супер. Си била ли на поубаво место? Не. Одлично. Бакнеш од Марија до сите што не гледаат. Оваа женска се вика? Емилија. Емилија брзо кон сите што те гледаат. Ти во еден момент не сакаше да влезеш во базенот. Да, бидејќи не можев, се уште беше страх, ама тој кога ме пушти, тогаш почнав да пливам во базен. Дали ти се допадна денеска целата журка што беше овдека? Да. И ќе дојдеш ли ти повторно на пливање? Да. Еве, Моника, она преска се масираше, а сега пливаше. Како помина на пливање? Супер. Што имаше таму во базенот? Па вода. Како е чувството, гледачите гледале и не знаат како е, како ќе им опишеш ти? Па прекрасно. Беше првен се плашев, па потоа баткото никога ме поведе во базенот, супер нешто. И Моника некеше едно време да плива, а потоа почна дури да скока овде во базенов. Што така бе, Мони? Па чичко Тони првин ми
беше страв, после че ни ме ослободи И нема гајле сега ќе одиме ностоп на базенот да пливаме, така? Да. Браво, ти се допадна многу. Многу. Добро, да одиме оваа женска што се вика Ангела. Ангела едно време требаше да ни покаже како плива, па видовме дека заборавила од лани. Па после се присети, нели? Да. Едно време ќе се давевме, па после ништо. Заборавивме како изгледа тоа се давиме, па научивме пак да пливаме. Убаво ли беше? Да, супер беше. Ќе дојдеш ли пак на овој базен овде? Да. Благодарам, а оваа женска што се вика Теодора, сега ќе ми каже како си помина? Супер. Што имаше значи на базенот вака гледачите што не дошле, да дојдат ли овде или нема потреба? Мора да дойдат зашто е прекрасно. Значи ова беше едно од најубавите нешто во твојот живот. Да. Баш ми е драго, еве го Стефан. Стефан, искрен ќе бидеш? Да. Наискрен ќе бидеш? Да. Како помина денес? Супер. Ама искрено. Ама искрено супер. Колку супер? Најмногу. Бакнеш за сите што те гледат, еве го Стефан со неговите наискрени зборови, на кратко ни опише како си поминал. И Деја пливаше, Деја знае да плива? Да. Плива, ама слабо, така. Денеска овдека малце го поднаучивме пливање во Баткотони исто така. Убаво ли беше? Да. Што ќе им кажеш на сите твои другарчиња? Па ја ќе им кажам на сите мои другарчиња дека во овој базен беше многу добро. Значи рај. Со еден збор, рај. Еве, а лепотицата како беше името? Ана Марија. Ана, кај си бе, Ана Марија, добра си? Да. Кажи ми ти како си помина денес? Добро. Прекрасни купачи имаш кој те направи волку убава, волку згодна женска. Мама. Мама значи те дотера. Ќе земеш ли мама следниот пат кога ќе пливаш овде, плива и она со тебе? Да. Пак не да им пратиш на сите што те гледаат. И овој најзгоден дечко овде се вика? Филип. Кај си бе, Филип, добар си? Да. Филип, ти денеска прв пат беше на базен. Да. И како си поминал твоето прво искуство со базен? Па баш добро. Нема поубав, кажи. Многу добро. Многу добро. Колку многу добро да видат гледачите? Колку нај? До сите планети и цела земја и бесконечно. Да букне, Филип, благодарам. Еве, да им бафнеме уште еднашка на сите оние кои што не гледаат и да им кажеме дека ги чекаме тука во ТЦЦ Плаза. Поздрав, чао, гушкање, бацување. Муа, муа, муа.